Почитуван колега Китев, денес цел ден дебатираме, на дневен ред имаме предлог за избор на министр за финансии, но неодминливо е да се постави прашањето дали оваа влада навистина целосно има кредибилитет да ја води понатаму државата. Вие дадовте ваше образование, но јас ќе ве демантирам. Дали на оваа влада предизборни ветувања беа зголемена воведена акциза? Дали на оваа влада предизборни ветувања беа долг за само 2 години направен од 600 милиони евра? Дали новата министерка за финансии знае дека треба да потпише долг од 500 милиони евра за нов клинички центар, за кој што не се согласуваат ниту здравствените работници, ниту здравствените експерти, а таа ќе биде принудена да го потпише тој долг? Ако беше новата министерка како позиција битно и клучно решение, ќе беше веќе воведена во претходната реконструкција на владата. 2 месеци премиерот беше и министер за финансии. Зошто беше тој вакуум период? Затоа што тешко да се изнајде човек што ќе потпише нешто што не знае зашто потпишува. 500 милиони евра треба да потпише за изградба на клинички центар за кој што нема никаква согласност ни од стручните експерти, ни од здравствените работници. Тоа се прашањата кои што треба да ги поставиме на народот и затоа неопходни се нови предвремени избори веднаш. Наспроти вашите предизборни ветувања направивте еден куп работи за кои што дури и идентитетот си го сменивме, со горки зборови тоа можам да го кажам, народот го осиромашуваме, квалитетниот кадар, интелектуалците секојдневно бегаат од нашата држава. Вие тоа што ви го критикувавте, ви се врати бумеранг, но тројно. Затоа нема кредибилитет оваа влада и затоа ни се потребни предвремени избори. Ако народот реши дека вака му е подобро, тогаш продолжете, а не наслепо да се задолжуваме за нови милиарда евра. За нови милиарда евра. Дајте предвремени избори, победете, правете ги. Внесете во програмата овие сега ваши планови кои што не ви беа во програмата, со кои што изманипулиравте пред граѓаните, внесете ги во програма, ако победите бујром. Но дајте да го слушнеме мислењето на народот. Затоа не ни треба нов министер за финансии, ни треба нова влада. А сигурен сум, ви благодарам. Ќе го добие новиот мандатор. Бетјане Китев.